Добро вечер. Вечерва во 360 степени гостува министерот за локална самоуправа Златко Перински, кадар на ВМРО ДПМН. Во кариерата Перински беше директор на спортскиот центар Борис Трајковски од 2014 до 2017 година. По изборот на Христијан Мицкоски за лидер на ВМРО ДПМН стана шеф на неговиот кабинет, а по победата на ВМРО ДПМН на локалните избори во 2021 во Скопје беше назначен за директор на јавното предпријатие Водовод и канализација, каде остана до септември 2022 година и познатата пресконференција на која упадна и градоначалничката Данела Арсовска. Подоцна Арсовска обвини дека го фатила директорчето со рацете во медот во контекст на тендерот за избор на фирма која ќе гради прочистителната станица во Скопје. Перински, добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Ти благодарам на поканата и дозволи ми уште еднаш да ти го честитам 10 годишниот јубилеј. Ти посакувам уште минимум толку време да објективно ја известуваш македонската јавност. Благодарам многу. Алузијата за директорчето фатено со рацете во медот неспорно се однесуваше на вас. 2 години помина од тој период, септември 2022 година. Колку беше вкусен медот? Па јас со работката со Данела можам да ја окарактеризирам како горчлива, како пелина, не вкусна како мед. Нажалост, имаме една политичка состојба во рамки на нашата земја, каде што еден политичар може да обвини друг политичар и при тоа да креира политички циркус, без при тоа да каже било каков аргумент кој што е подкрепа практично на обвинението. Јас првично бев обвинет за самоволие. Еве до ден денес не можам да проценам што е тоа самоволие и на кој начин јас сум го манифестирал како директор на Водовод и канализација Скопје, но до воред тоа е што е. Потоа следеше онаа фамозна изјава на градоначалничката на една од седниците на Советот за тие фамозни рачиња во медот, кои што до ден денес не се подкрепени со ниту еден аргумент, доказ и така натака, но... Имаше ли обиди за местење на тој тендер, Перински? Видете, до моето заминување од директорската позиција во рамки на Водовод и канализација Скопје, сите извештаи беа позитивно оценети од страна на Европската инвестициона банка како банка главен финансиер на проектот. Значи, во ниту еден извештај не беше искоментирана некаква забелешка или некаква корекција која што треба да се отстрани. Предпоставувам, чим процесот бил кристално чист до тогаш, најверојатно бил и правилно спроведен. Во меѓувреме се потпиша договор, но на терен нема градежни активности, се уште, барем според тоа што јас го знам, така? Најверојатно е така, навистина и јас сум надвор веќе 2 години од процесот, но доколку би имало некакво поместување, предпоставувам дека јавноста би била соодветно известена. Тоа е она практично васко што ние како политичка гарнитура сакаме да го смениме. Значи, креирање на еден политички циркус без никаква основа, се со цел да се прикријат одредени слабости, аномалии или нечие неработење. Секој треба да си работи својата работа. Одговорноста не можете да избегнете, бидејќи сепак Арсовска стана директорка со ваша поддршка. Не ваша лична. Градоначалничка. Се извинувам, стана градоначалничка, а што реков? Директорка. Да, градоначалничка со поддршка на ВМРО ДПМН. Да. Апсолутно легитимно е тоа, меѓутоа ние и тогаш рековме дека поддржуваме платформа, поддржуваме програма и не отстапуваме од таа програма. Проблемот е што вакво однесување на една личност никој не може да го предвиди или преюдицира. Навистина, не можам се уште да најдам здрава логика или разум зашто се ова му се случува на Скопје. Една од главните теми за кои сакам вечера да разговараме е јавниот повик за финансирање или капитални дотации за проекти во општините. Со ребалансот на буџетот се обезбедија 6 милиарди денари или околу 100 милиони евра за до крајот на оваа година. За следната се најавуваат 250 милиони евра. Прво сакам да ве прашам за роковите во кои што требаше општините да аплицираат. Во рок од 7 дена требаше да испратат апликација до Министерството за локална самоуправа, а потоа во рок од 10 дена целокупната проектна документација да ја достават до едно од 6 ресорни министерства под чии што ингеренции потпаѓа проектот со кој што аплицираат. Знам дека ви се брза, нема многу време нели до крајот на годината, но дали ова сепак не беа прекратки рокови за аплицирање, Перински? Знаете како Васко, јас веднаш од кога ја превземав оваа позиција влегов во практично организирав средби со сите градоначалници по плански региони,
добив уверување од сите нив дека се спремни со тендерска документација, дека имаат и многу повеќе од ова што е неопходно проекти кои што чекаат на одредена фаза на финансирање. Тоа практично ние овие како рокови ги димензиониравме врз основа на нивните укажувања затоа што навистина добивме уверување дека се спремни со проектна документација. Она што за нас беше карактеристично и за кој што сакавме да бидеме сигурни дека парите кои што ќе ги побаруваат од централниот буџет ќе бидат доволни, ниту повеќе, ниту помалку за да го реализираат нивниот проект, и затоа ние од наша страна ги замоливме да ги ревидираат предмер пресметките, знаејќи дека после ковидот навистина имаше флуктуација во цените, поготово во градежниот сектор, и за да бидеме сигурни дека парите се доволни кои што ќе ги побаруваат за да го реализираат својот предлог проект, само ги замоливме да ја ревидираат предмер пресметката. Тоа е еден од критериумите наведени во повиците и во критериумите според кои што ќе се прави селекцијата. Повикот беше распиштен на 5 септември. Вие веќе на 13 по 7 први дена соопштивте дека 80 општини поднеле 357 апликации. Од тој момент почнаа да течат 10 дена во кои што требаше да се достават проектите до ресорните министерства. Кога истекува точно тој рок? Денеска истекува, но дозволете ми само, секогаш оставаме уште еден ден затоа што општините можат тендерската документација да ја пуштат по пошта со денешна дата и може да стигне утре во ресорното министерство, така да за конкретни бројки утре веќе ќе може да соопштат ресорните министерства. Да, вие велите дека претходно сте направиле консултација со општините во кои што ви рекле дека имаат готови проекти. Дали за градоначалник и совет, дозволете една спротивна логика сега да спротивставам, не треба да важи обратната логика. Зошто некој би трошил општински пари за проект за кој што претходно не знае дали и кој би му го финансирал? Ми ја разбирате логиката? Ви ја разбирам во целост. Суштината на оваа интервентна мерка, ова ветување, предизборно морам да го споменам, а сега веќе и предочено во програмата на владата на Република Македонија, е да се покрие основата, да се решат сите оние инфраструктурни проекти кои што самата општина не е во финансиска кондиција да ги реши. Општините си ги знаат проблемите со кои што се соочуваат нивните граѓани, и овие проекти не се креираат од денес за утре. Значи општините планираат, развиваат и така натака, меѓутоа немаат соодветна доволна количина на пари за да ги имплементираат и реализираат овие проекти. Значи овие проекти не се проектира кога дојде транзицијата на власт и кога ние ја преземавме власт. Туку овие проекти се постари повеќе и од неколку години се. Бидејќи идејата е политичката идеја, на ВМРО ДПМН, може ли да сметаме дека вашите градоначалници на некој начин биле во стартна предност пред другите, бидејќи можеби го знаели точниот датум кога ќе се распише конкурсот, па ги спремале проектите? На средбите во владата беа поканети сите, без исклучок на која политичка партија припаѓаат. Ние васко можеме да ги делиме градоначалниците од која политичка партија доаѓаат, меѓутоа не можеме да ги делиме граѓаните. И во Струмици имаме граѓани, и во Демиркапи имаме граѓани, и во Скопје имаме граѓани, и во Центар, и во Битола и така натака. Сите, без исклучок, беа поканети и отворено и конструктивно дискутиравме на тие среди. Јас ќе ве потсетам на изборната програма. Ова е дел од неа. Ова е делот посветен на 250 милиони ваше ветување. И сега тука потоа има за секоја општина излистано проекти за кои што вие ветувате дека ќе ги финансирате. Колку сега повикот е некаков параван за тоа што веќе ВМРО ДПМН е одлучило дека треба да се прави? Ова што е имплементирано во нашата програма практично е по укажување на локалните самоуправи. Ние не можеме да бидеме гарант дека локалните самоуправи имаат готови проекти и се совпаѓаат во целост со овие кои што се овдека наведени. Значи, изборот со кој проект ќе аплицира една општина е оставена на самата општина, тоест на раководството на општината, затоа што и вие споменавте дека еден од критериумите за да се поделат пари од централниот буџет практично се однесува да општината аплицира со целокупна проектна документација со сите пропратни дозволи обезбедени за градба или изведба на тој проект. Така да изборот на тоа кој проект ние како влада ќе го финансираме преку ресорните министерства го оставивме на локалните самоуправи. Они знаат што највеќе им треба на нивните граѓани и кои им се насушните потреби за да се решат оние инфраструктурни проблеми. Кога сме кај проектите, ќе видиме ли случаи на донирани проекти? Алузијата е дека
ќе видиме веројатно брзо направени, донирани проекти, а потоа можеби истите или капитално поврзани фирми ќе ги градат, изведуваат тие проекти. Знам на што мислите. Точно е, такви случаи имало многу пати во минатото. Користејќи ја финансиската немок на локалните самоуправи, одредени компании, да речеме, го исползуваат тој момент, донираат проекти и практично фаворизираат некоја фирма која што во иднина би требало да го гради и реализира тој проект. Јас искрено се надевам дека нема да имаме таков случај и за да немаме такви случаи во иднина, Министерството за локална самоуправа преку UNDP како имплементатора со поддршка на шведската влада, им се нудиме на локалните самоуправи, оние кои што не се во можност да финансираат проект, да ние со наши средства преку шведската влада, како што реков, како донатор, да им Ама тоа ќе биде за следниот повик, можеби, а? И за следниот повик, меѓутоа оваа активност е ongoing процес. Значи и сега ние имаме проектирано веќе околу 56, ако не се лажам, проекти, а 13 се во завршна фаза. Се со цел да превенираме ваква потенцијална корупција. Васко, имаш и запознаен сум, знам дека имало вакви случаи во минатото. Политички, генерално сакам да ве прашам, дали воопшто ќе имаше ваква мерка, ваков повик, ако не беше ваков соодносот на сили на локално ниво меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Сите знаеме дека ВМРО однесе голема победа на локалните избори 2021. Имате повеќе од 40, колку точно градоначалници имате? 42. И двајца. СДСМ има 17, така што очигледна е, нели, разликата, особено во поголемите општини. Ке имаше ли ваков трансфер на средства од централно на локално ниво, ако не беше ваков соодносот на силите? Резултатот на изборите беше таков каков што беше заради немањето концепт, немањето ангажман, неработењето на сегашната опозиција и јас сум убеден дека на следните локални избори уште подобри резултати ќе има ВМРО ДПМН. Се разбира дека ќе имаше ваков повик затоа што ние го ветивме во предизборието и тоа практично го преточивме во владината програма. Зашто? Затоа што во минатото владата на СДСМ доделуваше пари на општини кои што се практично општини загубари. И на тој начин, наместо да стимулира работење, стимулира неработење. А вие како сега го избегнувате тоа, бидејќи нема критериум да не биде загубар општината? Значи, се даваа средства од страна на централниот буџет за да се покријат долговите на општините. Еднократно имаше таква една одлука, 50 милиони евра на таа одлука. Да, но 50 милиони евра не е сума за незначителна, ќе се сложите со мене. Ние рековме, ќе дадеме средства да помогнеме во реализирање и изведба на инфраструктурни проекти врз основа на домашна работа која што вие сте ја завршиле. И при тоа, буџетите кои што вие ги имате, треба целисходно да си ги искористите за дополнителни активности за да генерирате добробит за вашите граѓани. Ако влезевме во авантура, Васко, да им покриваме долгови, ништо немаше да се направи, затоа што дел од тие средства само ќе се платеа оние, како да кажам, неисплатени обврски и немаше никаков бенефит да видат граѓаните. Не сум првиот што уште еднаш ќе постави дилемата за тоа дали не се работи сепак за проект во функција на локалните избори кои што следат следната година, еден вид на предизборен подкуп, да речем, на гласачите. Има коментари дека можеби во ова е убавината на унгарскиот заем, бидејќи со другите странски заеми кои што доаѓаат од меѓународните финансиски институции одат и јасни правила, критериуми, области во кои што треба да се насочат парите, овде заемот е прилично ослободен во тој дел. Видете, средствата кои што се издвоени за оваа година се од можностите и капацитетите на буџетот согласно ребалансот на буџетот. Вие знаете дека кога се заврши ребалансот на буџетот и од Министерството за финансии дека се изјавија дека се обезбедени овие 100 милиони евра. Не можам да се сложам дека со одредени експерти кои што коментираат дека можеби ова се однесува на предизборен подкуп затоа што ние не даваме средства само на општини каде што има градоначалници од страна на ВМРО ДПМН. Се разбира ќе треба да ја сочекаме конечната листа, да видиме нели кој ќе добие и колку ќе добие. Апсолутно да, но на никој не му беше ограничена можноста да аплицира. Да. Апсолутно на никој, тука стојам навистина со сиот свој интегритет. Врз основа на проектната документација која што ќе се достави од страна на општините, евалуационите комисии во рамките на ресорните министерства ќе определат и предложат до владата кои проекти
ќе се финансираат. Значи оние кои што имаат соодветни проекти, верувајте ми, ќе добијат средства. Критериумите за селекција се сведени на два, па се вели дека распределбата на обезбедените финансиски средства ќе се прави според глава на жител од резидентното население во секоја општина според последниот попис што се одржа во државава, и вториот критериум според комплетноста, веќе зборувавме за тоа, на потребната проектна документација со сите потребни дозволи и согласности, и го нагласувате тоа со ревидиран предмер пресметка не постара од 12 месеци. Зошто се решивте за волку општи генерални критериуми, не отидовте на појасни, построги, поконкретни, кои што на крајот би можело и да се бодуваат, за некако појасно да се објективизира тој цел процес? Ќе бидам многу конкретен. Нашата интенција беше овие 100 милиони евра предвидени за оваа година да се искористат во целост. Во минатото, кога се случувале приближно вакви повици, бидејќи ваков досега немало, општините аплицирале во ресорните министерства и при тоа ресорните министерства евалуирале согласно своите специфични критериуми. Согласно ревизорски извештај на Државниот завод за ревизија, тамо точно се кажува дека во иднина треба да се владата да размисли да унифицира критериуми кои што ќе бидат и важат подеднакво за сите општини во рамки без разлика во кое министерство ќе аплицираат. Зашто го кажуваат ова? Заради тоа што доколку една општина сака да добие одредени средства од, да речеме, Министерството за транспорт, треба да се нивниот проект и нејзиното барање да го согласи согласно спецификите на транспорт. Доколку сака да добие реконструкција на училиште, треба спецификите да ги приспособи до критериумите на Министерството за образование. Затоа ние, за да не ја обременуваме ситуацијата, за да им дадеме поголема можност на општините на рамноправна основа да добијат дел од овие средства, одлучивме да одиме со овие два критериуми кои што навистина не се ограничувачки и навистина секоја општина може да аплицира. А ова нели остава сепак голем простор за арбитрарно одлучување на комисиите кои што ќе ги евалуираат проектите? Да, но комисиите не одлучуваат кој проект ќе се финансира, туку даваат предлог до владата, а владата одлучува кои проекти ќе ги финансира. Значи, на предлог на евалуационите комисии, предлог проектите за финансирање се усвојуваат на владина седница. Значи, максимално е транспарентен процесот. Како ќе стигнете до 100 милиони? Значи, како ако во транспорт, предпоставам најголем дел од проектите се во транспорт и живот на најголем број од проектите. Како на крај ќе стигнете, бидејќи нема во повикот дека од транспорт можат, не знам, 6 милиона од 100 ќе се потрошат за проекти, нема таков тип на рамка некаква. Како ќе се стигне до 100 милиона на крај? Оној првиот критериум кој што го спомнавте пер капита, практично требаше да ги даде рамка на локалната самоуправа да знае, да биде спремна од прилика со колкав буџет може да располага врз основа на овие предлог проекти добиен од страна на централниот буџет. Така да градоначалниците и локалните самоуправи од прилика знаат колкав дел од, ајде да го наречеме, колачот им следува и во принцип они и во тој обем и со такви проекти аплицираат. Сега видете, никој не може точно до евро или до денар да погоди. Ке има и мали разлики, мали отстапувања во плюс и во минус, но сето тоа ќе се изнивелира. Да ве потсетам, ние формиравме едно координативно тело во рамки на владата, кое што исто така е сочинето со представници од сите ресорни министерства, вклучувајќи го и Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии, и таму исто така ги дискутираме овие процеси за да нема поголеми или помали отстапувања од овие, да речеме, оквирни рамки на финансирање. Во врска со критериумите, една од дилемите што ги отвора, еве да речеме, опозицијата е зошто се оди со овој принцип ако предпоставката е дека големите општини ги имаат решено големите прашања, а целта е да речеме луѓето да останат во местата на живење, еве. Што повеќе млади луѓе во помалите руралните општини да останат. Тогаш зошто сепак на помалите не им се понуди поголема сума на овој повик од таа што реално ќе добијат со овој критериум пер капита? Се согласувам во целост, но ова е интервентна програма која што е насочена за поставување на основата, како што веќе споменав. Преку оваа програма ние сакаме да немаме веќе населени места кои што имаат проблем со водоснабдителни системи, со канализациони системи, со несоодветни услови во рамки на образовниот систем.
во рамки на апликативните формулари стоеше приоритетност на проектот, но исто така и стоеше одржливост на проектот. Се надам дека ќе се сложите со мене дека ние како влада поцелисходно ние да финансираме улица на која што неделно поминуваат 15.000 возила, отколку да финансираме улица на која што неделно поминуваат 50 возила. По таа логика да, но ако сакаме тие малку луѓе да останат таму каде што се 50, дозволете ми само да завршам. Во суштина, поголемите и урбаните средини имаат поголеми капитални инфраструктурни проблеми. Помалите и рурални средини имаат помали, сега зборам во обем на средства кои што се потребни за да се решат. Затоа рековме со оваа интервентна програма. Верувајте ми, капацитетот на локалните самоуправи може да се искористи да се поправи инфраструктурната состојба во рамки и на малите рурални средини. Дополнително не го заборавајте фактот дека буџетите од сопствените средства кои што ги колектираат општините се уште им стојат на располагање. И исто така, паралелно се одвива процесот на оние програми кои што се спроведуваат преку Законот за рамномерен регионален развој, кои што се инвестираат врз основа на степен на развиеност на регионот. Значи, од една страна ние поставуваме основата на територија на Република Македонија, ви реков, да немаме инфраструктурни проекти во ниедни населени места, поготово оние кои што се императив за да има живот во тие населени места, а од друга страна, и кога овој процес ќе го завршиме, паралелно овој процес за рамномерен регионален развој ќе го надополни степенот, согласно степенот на развој, онаму каде што има послаба развиеност, тамо да се даде и повеќе средства. Да. Зошто нема една централна комисија Перински која што ќе решава, туку го дисперзиравте евалуирањето на проектите на 6 ресорни министерства? Има ли тука внатре коалициска недоверба меѓу ВМРО, ДПМН и Знамот? И ако се види кои кадри ги водат министерствата, од 6, 4 се министри од ВМРО, ДПМН, 2 се од Вреди. Од Знам нема ниеден. Па такви се ресорите сега. Не, воопшто не е тоа намерата, туку тоа е напишано во Законот за извршување на буџет. Средствата кои што ќе се дисперзираат преку ресорните министерства и процесот на евалуација се одвива во рамки на ресорните министерства. Заради тоа е така спроведен процес. Во последните измени на Законот за урбанистичко планирање, кој што министерот за транспорт меѓу другото ги бранеше со потребата, нели, полесно, побрзо да се спроведат некои проекти од јавен интерес по овој повик за кој што вечерва зборуваме, меѓу другото се дозволи изградба на катни гаражи без тие, вака сега упростено кажано, да постојат во деталните урбанистички планови. Имаше реакции од граѓански издруженија на таа тема. Имате ли увид дали има проекти на вистина за катни гаражи? Мислам дека измените во тој закон се однесуваа за изградба на објекти од јавен интерес, се со цел да им се помогне на локалните самоуправи да не го губат она време кое што го губат во обезбедување на потребните дозволи за градба. Мислам дека на тоа се однесуваше таа измена во тој закон. Да, имам сознание, мислам дека 3 општини имаат аплицирано за изградба на катна гаража, не ме држате за збор, бидејќи навистина беа 358 апликативни формулари. Мислам дека една беше Берово и мислам дека другата беше Крива Паланка, но само една беше за катна гаража, тоест она како поставување на урбана опрема, оние двоспратните катни гаражи кои што ги имаме на територија на Скопје. Мислам дека другите проекти се однесуваа на реконструкција на постоечки паркинг места. Од катните гаражи се смета дека лесно се трансформираат во мини трговски центри. Да, имаме лошо искуство во хотели и така натаму, затоа и ве прашав конкретно за ова. Не. Да, добро, рековте 3 и рековте 2 општини во кои што има градоначалник од СДСМ. Тоа е јас да го преведам ово што го одговоривте. Во земјава има 81 единица на локалната самоуправа. Вие на пресод кога соопштувавте колку проекти се аплицирани и од колку општини спомнавте 80 општини. Тоа би требало да значи дека една единица на локалната самоуправа не поднела проект. Дали е така и која е таа? Ајде да не го дефинираме дека не поднела. Пред истекот на рокот, тоа беше на 12, примивме мејл од приватно лице, од приватен мејл практично, не од службен мејл на општината. И внатре беше интегриран апликативниот формулар, меѓутоа не беше ниту испечатиран, ниту потпишан од страна на градоначалникот и на таа локална самоуправа. Станува збор за општина Теарце.
А мене ми е навистина жал што несоодветно, ајде да кажеме, беше пратен апликативниот формулар, ги консултиравме, бидејќи во интерес наше сите општини да бидат активно, да земат активно. Дисквалификувани са? Не се дисквалификувани, ни стигна после апликативен формулар по пошта, но со дата од 14 септември го разговаравме, требаше до 12, да, го разговаравме на координативното тело, не се отфрлени од адхок, меѓутоа реално има пропусти во рокот. Немаме што тука да направиме. Добро, разбирам. Кога може да се очекува одлуката? Рековте, денеска изминува рокот во кој што требаше општините да ги достават проектните документи до ресорните министерства. Сега натаму како ќе оди постапката? Сега од утре веќе, ајде рековме и утре го оставаме денот за оние општини кои што би ги пратиле потенцијално предлог проектите по пошта. Мораме и нив да ги земеме во предвид доколку се испратени со денешен датум. И веќе од утре почнува процесот на евалуација во рамки на ресорните министерства. Тој процес очекуваме да не трае подолго од 7 до 10 дена, што значи дека кон средината на следната недела ние треба да имаме спремен извештај од страна на ресорните министерства кои проекти во нивниот ресор ќе се финансираат. Навистина брзате. Видете, Васко, сакаме дел од овие средства колку е можно побрзо да им ги ставиме достапни на општините за да може да ги ефектуираат и оваа година. Имаме општини каде што зимата доаѓа многу побрзо од останатите. И кога велите одлуката на влада би била донесена? Доколку ги добиеме извештаите ние средина на следна недела, веднаш ќе ја ставиме на владина седница, ќе се процени дали ќе има вонредна владина седница или ќе се чека редовната, која што обично се одржува во вторник. Сега процедурата понатаму би требало да предвидува општините да распишат тендери, така? И потоа, како што оди редот, да изберат фирми изведувачи на проектите. Моето прашање би било како ќе им плаќате, бидејќи велите сакате дел од парите, сите 100 милиони ќе ги потрошите до крајот на 2024 година? Мислам дека нема да биде возможно сите 100 милиони да се потрошат до крајот на оваа година, затоа што само неколку месеци ќе останат за реализација на овие проекти, но тоа не е ништо спорно. Од тие пари, да речеме, ќе се повлечат во трезори, потоа како превземени обврски на централниот буџет, повторно ќе се дисперзираат на тие сметки, надополнети со оние средства кои што ќе треба да ги обезбедиме како држава или за повикот за следната година. Чекайте, сега 100 милиона нема да потрошите оваа година. Вака, ајде да објаснам поедноставно. Во Законот за финансирање на единици на локална самоуправа и во Законот за извршување на буџет стои дека исплатата на овие средства ќе се врши по донесена завршна ситуација. Зашто го велиме ова? Времена ситуација. Се извинувам, времена ситуација, ќе се комплетира со завршна ситуација. Зашто го направивме ова вака? Во минатото од централен буџет се дисперзира пари на наменски сметки на општините. На тие наменски сметки средствата стојат некогаш и по неколку години, а државата од централниот буџет плаќа камата за тие пари. Практично не ги гледате вие во костурот на буџетот, нели? Бидејќи се дисперзирани на наменска сметка. Ние рековме, секој оној градоначелник кој што ревносно ќе си ја работи постапката, навремено со приложување на времена ситуација ќе добие средства од страна на централниот буџет. Тоа не го укочува процесот на реализација на овие проекти, Васко. Значи парите се предвидени не и се сакам да кажам дали тоа значи дека сепак 100 милиона ќе се потрошат за други намени. Не може да се потрошат за други намени заради тоа што кога општината превзема обврска, таа обврска мора да е подкрепена и со обезбедени средства во рамки на буџетот. Затоа се склучуваат оние договори помеѓу ресорно министерство и локална самоуправа. Практично ресорното министерство мора да гарантира дека има обезбедено пари за да се плати таа обврска која што ќе превземе. А што значеше изјавата на премиерот дека парите, сега ви објаснувавте, нели, дека ќе се плаќа по времена ситуација, дека парите во меѓувреме ќе си се трошат за тековна ликвидност на централниот буџет. Така? Не. Средствата кои што би ги дисперзирале потенцијално како авансно плаќање на наменска сметка, би креирале една обврска на буџетот за да се плаќа камата за тие средства. Тие стојат некаде, а во буџетот не ви се прикажани дека постојат. Добро. За ние да не креираме такви трошоци, тоа што премиерот го спомена.
кога ќе има потреба од плаќање, локалната Ама чекате, се мисли на индиректна камата, не на камата затоа што стојат на наменската сметка, туку на индиректна затоа што државата би ги позајмила тие пари, да речеме со државна обврзница. На тоа се мисли? Да, зашто државата да наоѓа други пари, кога во моментот имате милиони и милиони евра кои што и во моментот седат на некои наменски сметки од минатото. Тоа беше идејата, значи рационално да се располага со средствата кои што се во рамки на буџет. Имате ли некаква проценка на општините до крајот на 2024 година колку пари ќе им се префрлат? Не може тоа никој да го процени, Васко, знаете зашто? Се зависи од тоа кој проект кога ќе почне со имплементација. Значи ние да речеме нашата проценка е дека општините ќе имаат домашна работа да ги адаптираат програмите, нели усвојат ребалансите на буџет, бидејќи ќе им влезат свежи пари некаде до крајот на октомври и веднаш потоа да тендерираат. Имаме проекти од 1 милион денари, но имаме проекти од над 150 милиона денари. Во зависност од количината на парите. Пак можеби не разбирам докрај, но дали може да се испостави дека на крајот на годината 600 милиарди не биле 6 милиарди? Не може да не се испостави заради тоа што ќе се превземат обврски согласно договорот. И релевантно е колку ќе се потрошат. Значи, по евалуацијата и по изборот на кои проекти ќе се финансираат. Владата, преку ресорните министерства, склучува договори со локалните самоуправи. Се разбираме до овој. Да, така. Еве видете. Само да ви биде до крај јасно. За да се склучи таков договор и локалната самоуправа да има можност да тендерира, тие пари мора да бидат обезбедени во буџетот. Обезбедени, но добро, како да кажем, со тоа што општината подпишува договор, на некој начин гарантира дека утре ќе плати. Така е. Да, во ред е тоа, но ако не ги плати во декември, а ги плати во март, тоа се обврски на буџетот за 2025, а не се на 2024 година. Затоа велам, дел од оние средства, од овие 100 милиони евра, 6 милиарди денари, доколку останат неискористени, а секако ќе останат, значи мораме да бидеме искрени. Да. Бидејќи во најдобар случај општините би склучиле договор со изведувачи некаде средина на ноември или почеток на декември. Имаме капитални проекти кои што не се работат во рок од 30 дена. Се согласувате со мене. Секако количината, одредена количина од овие средства, предвидена во висина од 6 милиарди, ќе се пренесе во следниот буџет. Практично општините ќе преземат обврски за 6 милиарди, меѓутоа реално нема да се потрошат толку пари и ќе преминат како обврска на буџетот за 2025 година. И таа обврска ќе се надополни со оние средства кои што треба да се дообезбедат за јавниот повик за следна година во висина од 250 милиона, ама по истата логика па нема да бидат 250 потрошени 2025, ќе преминат обврски веројатно за 2026. Па добро, веќе фаќаме цела фискална година, може и да ги општините да ги потрошат во рамки на цела година. Сепак имаат 12 месеци. Добро. Од одговорот што го дадовте пред некој ден за проектите со кои аплицирал градот Скопје, особено за 80 еколошки автобуси и 15 електрични автобуси, мислам дека се точните бројки, требаше да разбереме дека веројатно тие барања нема да бидат одобрени, така? Тие барања воопшто не кореспондираат со основната цел на јавниот повик. Значи, на јавниот повик не е суштинска цел да набавуваме ние основни средства за јавни комунални предпријатија. Јавниот повик беше насочен да се приберат инфраструктурни проекти кои што ќе се финансираат. Зошто го одлагате решавањето на овој проблем со јавниот превоз во Скопје? Како мислите го одлагаме? Па, реков дека вие ја поддржавте градоначалничката на последните локални избори. Вие ветивте програма во која што има многу конкретни бројки за набавка на 250, мислам дека, автобуси и така натаму. Ништо од тоа не видовме. Ке дојде есента 2025 година, ќе си остана ситуацијата таква каква што е. А гледаме колку е килава, нели, во ЈСП Скопје. Васко, владата нема ингеренции во тековното работење на градот Скопје. Значи, ние покажавме кооперативност без разлика све што се случуваше во минатото. И раководството го поканивме во рамки на владата. Бевте и вие сведоци. Значи беше објавено, јас после тоа дадов изјава. Во рамките на таа средба, ние очекувавме да слушнеме од раководството со каква механизација располагаат комуналните јавни предпријатија. Кој е клучниот проблем за неработењето согласно законски утврдени надлежности? Дали има некои предизвици со кои што се соочуваат истите комунални предпријатија, вклучувајќи го и градот, без при тоа да ние имаме можност да ги увидиме. На таа средба нам ни беше кажано дека градот е во финансиски консолидирана состојба. Сега, ако градот е во финансиски консолидирана состојба, зашто градот аплицира на овој јавен повик за набавка на 40
камиони за одлагање на смет? Зашто не се инвестира и си ги купи? Зашто мислам дека побарува и противпожарни возила? Значи, имаме... Добро, истото прашање се може да го поставуваме и за други локални самоуправи, бидејќи сите аплицираат со некакви проекти, па можеме да велиме зошто општина Битола не го финансира ова сама. Јас само правам баланс врз основа на она што ни е кажано и врз основа на она што е реално со кое што во моментот се соочуваме, за да ви кажам дека во тековното работење владата нема ингеренции врз градот. Ама видете, ако ве разбирам, но ако вие сега му помогнете на градот Скопје да почне да го решава проблемот со јавниот превоз, тоа не е инвестиција во Даниела Арсовска. Таа секако на следните избори, реални да бидеме, не може да биде избрана за сега. Ајде да не испадне дека ја дисквалификуваме пред време, теоретски нели може да се кандидира и така натаму, но политички веројатно е многу тешко да се смета дека може да победи на изборите. Велам, тоа што би помогнале да почне да се решава тој проблем, не значи дека и помагате на Даниела Арсовска, и помагате на Скопјан. Ама никој не рече дека ние не сакаме да го решиме тој проблем заради тоа што Даниела Арсовска е во моментот градоначелник. Јас ви кажувам како е согласно закон, како се одвиваат работите. Значи, ние за да влеземе во некаква таква набавка, треба да имаме основа за тоа. Треба градот да ни даде параметар. Ни рекоа дека од Советот на град Скопје не били усвоени програмите. На следната седница на Совет, сите програми се усвоени. Повторно имаме проблем. Васко, и дозволи ми само, нема да обременувам повеќе. Ние имаме акутен проблем во градот Скопје, кој што треба да се реши вчера, Васко. Ако збориме за јавниот превоз. Било каква јавна набавка која што би се однесувала на набавка на автобуси би траела година до година и половина. Ама тоа не може да биде изговор да не почне да се решава тој проблем. Се согласувам во цело со вас, но имајте во предвид. Ние како влада не можеме да бидеме одговорни само пред граѓаните на градот Скопје. Доколку би се влегла во таква авантура, мораме да ги опфатиме и останатите општини. Зошто авантура? Оти премиерот го слушав на пресот заедно со вас кога го објавуваше повикот, кога го објавувавте повикот за финансирање нели на проекти за општините, како да најави таква можност, спомна, набавка, евентуално групна, рече, нема само Скопје потреба од автобуси, имаат и други општини. Така е. Треба да очекуваме таква некаква групна набавка. Па немам конечно сега вака став, не сме го разговарале толку детално во рамки на влада за ова, сепак треба да почекаме и да видиме кои се можностите на буџетот. А што се случува со БРТ? Тоа е многу интересна работа. БРТ, колку што се сеќавам, е точка која што е на дневен ред повеќе од 20 на месеци во рамки на Советот на градот Скопје. Мислам дека и Арсовска, а и ние како политичка партија го критикувавме проектот како идејно решение кое што беше направено, затоа што сметавме и сметаме дека не би требало да поминува во средината на Партизанска, прво заради зеленилото, но што е уште повеќе битно е што на тој потек поминува главната 1600 доводна водоводна цевка. И сметавме дека ќе има определен ризик, нели, сепак тоа се вибрации и така натака може да донесе до одреден број на хаварии. Тој проект, колку што знам, дека требаше да се ревидира како идејно решение да се ревидира и повторно да се предложи на усвојување во Советот. Последните информации од она што ми го пренесоа советниците е дека ништо од тоа не е направено. Ова сега како зборувате за БРТ, значи дека сепак и вие делумно сте го смениле ставот за БРТ и дека тоа е можно решение на сообраќајниот проблем во Скопје, во иднина. Ние очекувавме да видиме ревидиран проект и да ги видиме полезностите од тој. Значи, едноставно сега едно е политика, друго е функционалност. Да, добро. Имаше еден обид нели за помирување ваше со градоначалничката, не помина успешно. Ќе мрднат ли работите во главниот град или ќе мора да чекаме нови избори? Па види, Васко, ја во неколку јавни обраќања го замолив раководството барем последниве 11-12 месеци да биде доблесно и да си ги испере гревоите на пред Скопјани. Каков начин? Па нешто да почне да се работи, Васко. Се угушивме од смет. Вие не се согласивте со иницијативата на ЗЕЛС која раководи Орце Ѓоргиевски, градоначалникот на Киселаво, да ваш со партијат за одземање на дел од ингеренциите на градот Скопје, повикувајќи се нели на законските ограничувања, практично ништо од тоа не се случи, така?
И не може да се случи. Односно, рековте дека треба да се менуваат закони ако сакате нешто такво да се направи. Законот за локална самоуправа и системот во кој што функционира градот Скопје се навистина комплексни механизми. Не можам да кажам дека не се согласив, него едноставно го исцитирав законот каков е во моментот и стојам позади тоа што го кажав. Дополнително што доколку се влегува во некоја таква реорганизација, прво ќе ни земе многу време. Второ, не може да се почне таква работа без да се има во предвид со каква, повторно ќе кажам, механизација располага во моментот комунална хигиена, бидејќи ако имате 5 камиони или 3 камиони, што ќе поделите врз? Што ќе земат 10 скопски локални самоуправи, така? Едноставно процесот е несправедлив. Дополнително системски треба да се влијае и во начинот на колектирање на средствата. Вие знаете дека ние како жители на градот Скопје, нашата финансиска обврска за комунална хигиена, за паркови и зеленило и за водовод и канализација ја фактурираме преку сметката на водовод и канализација. Значи, цел тој процес на финансирање на јавните комунални претпријатија ќе треба да се ревидира и смени доколку се постапува согласно барањето на дел од градоначалниците. Значи сметавте дека е пресложено, а нема време за да се влезе во такво нешто. И се уште сметам заради тоа што треба да се сменат неколку закони и за сето тоа да се изреализира, верувајте ми, ќе земе можеби време и по истекот на мандатот на Данело. Трката за партиската номинација за следните локални избори за Скопје се чини дека е веќе почната. Дел од градоначалниците на скопските општини не крија дека имаат такви амбиции. Го спомнавме, еден е Орце Ѓоргиевски, веројатно градоначалникот на Газибаба е втор, некои го спомнуваат дури и градоначалникот на Бутел. Некои ве спомнуваат и вас. Имате ли таква амбиција? Васко, може би е логично да и моето име се врти во овие кругови како потенцијален кандидат за градоначалник на град Скопје со оглед на позицијата која што во моментот ја застапувам. Навистина ми представува огромна чест што сум дел во моментот од владата и давам се од себе на секој можен начин таа чест и обврска да ја оправдам пред граѓаните на Република Македонија, потоа и помеѓу моите колеги во рамки на владата и пред премиерот, се разбира, кој што ми ја дал оваа чест и обврска. Градоначалничкото столче е посакувана опција, се разбира, но на нас, луѓето кои што работат во јавниот политички живот, ниту една позиција не ни е загарантирана. Сепак, нашиот капацитет треба да се мери врз основа на она што сте го понудиле до сега. Се разбира дека е убав предизвик, вака да го наречеме. Се надевам дека во иднина моите перформанси кои што ќе ги дадам работејќи оваа работа, можеби ќе ме кандидираат еден ден за градоначалничкото столче, но кој да е, и да не сум ја, кој да е, сакам да потенцирам дека ќе има целосно мојата поддршка. Значи имаме уште еден потенцијален кандидат за кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопје. Според овој одговор што го дадов. Потенцијални имаме секогаш многу. Треба да дадеме се од себе за да го оправдаме тој потенцијал. Добро, ама и Златко Перински очигледно. Мислам, според одговорот што го дадовте. Времето ќе покаже. Не демантиравте, но разбирам. Уште многу малку време имаме. Сакам да ве прашам, според вас, дали се уставни предлог измените на Законот за локална самоуправа со кои што се сака да се избегнат предвремени избори во неколку општини во кои градоначалниците стана или министри или пратеници? Предлог измените за Законот за локална самоуправа се однесуваат на преодните и завршни одредби во членот 4, ако не се лажам, и се однесуваат само на овие, практично на овој изборен циклус за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалниците. Вие не сте правник и јас не сум, ама ако некој го оспори на Уставен суд, мислам дека не може да се оспори на Уставен суд затоа што се однесува за преодни и завршни одредби кои што имаат само еднаш можност да се искористат и тоа се однесуваат на овие изборни циклуси. Зошто го направивме ова? Неколку пати го комунициравме. Извесно е дека
политичките сили се вакви какви што се и известно е кој ќе биде победник доколку би имало избори, вонредни локални избори до крајот на годината, а при тоа имајќи во предвид дека следната година ни е изборна година и дополнително треба да сватиме дека во овие три општини доколку се спроведат предвремени локални избори, истите општини ќе бидат дискриминирани и нема да можат да ги користат овие средства кои што владата ги трансферира во рамки на овие 6 милиарди денари наменети со јавниот повик, затоа што ќе влезат во изборен процес. И затоа овие измени се мислам целисходни да се усвојат од страна на собранието. И само уште едно прашање, бидејќи навистина немаме време. Дали размислувате евентуално за нова промена на изборниот законник во делот на можноста да се кандидираат независни листи? Знаете дека имаше реакции по последните измени со кои што прагот, потребниот број на потписи за кандидирање на независни листи се зголеми поприлично, се воведе 1% од бројот на запишани избирачи во конкретната општина. Следени се локалните избори, па за тоа ве прашувам, инаку измената се однесува и на кандидирањето независни листи на парламентарните избори. Не се чинеше тоа најдемократско решение. Размислуваме за повеќе измени. Прво, за оно за кој што ние како ресор можеме да кажеме, тоа е измени на Законот за локална самоуправа. Веќе од следната недела планираме да оформиме експертска група која што ќе треба да ги увиди првичните слабости на ова постојано законско решение, кое што морам да потенцирам дека веќе е постаро од 2 декади. Да, најавувате скроз нов закон. Да, во тој нов закон би требало да се инкорпорира и можноста за отповикување на градоначалник, за да не ни се случува повторно ова што во моментот ни се случува, и мислам дека со самото тоа, доколку успееме да го имплементираме и интегрираме во рамки на измените на Законот за локална самоуправа, неизбежно ќе биде да се отвори и изборниот законник. Се согласувате дека сепак треба да се намали прагот и да се овозможи што повеќе независни листи да може да се кандидираат? Во овој момент не можам да ви кажам ни да ни не. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам на поканата. До крај нова саботажа. Од мене пријатно до четврток во 20:15. Најголемата политичка сатана се уште ги дрма општествените процеси. Наместо да биде таму кај што се предвидуваше и се очекуваше, се останува на вербално ниво, со задолжително делење лекции околу можноста за натамошен заеднички ангажман. ДУИ треба да помине сериозен процес на внатрешно реконструирање и на освежување на кадровско и да се ослободи од кадрите кои што и донесоа криминал, ја означија како криминогена партија. Предходните беа и натаму се чувствителни на нивното портфолио. Не ги гледаат како балканска направија, туку како скандинавски модел, ама ненавремено имплементиран во македонската реалност. Имаше одредени постапки од представници на ДУИ кои што не беа во согласност со она што ние го имаме овде како политичко работење. Може би тие одговараат, например, играње спорт во канцеларија во Норвешка. Тие стандардни веројатно и натаму се дел од секојдневието што веќе никој не зборува за квалитетот на спортот, туку за употребната вредност во одредени дисциплини. За да се прескокне законот за локална, веројатно ќе требаат и играчи што имаат адекватна вертикала. Пасовски рече дека секој втор ден висок представник на ВМРО-ДПМН се наоѓа во Мала Речица. Колку висок? Повисок од 1,90 м или понисок од 1,90 м? Не знам. Нека дефинира што подразбира зборот висок. Опонентите пак сами си подместуваат упорно говорејќи за височините. Не баре нивниот расадник изникнал од некое друго поле, а плодовите, иако заеднички негувани, се обидуваат да ги третираат како расипани. Знам дека во ДУИ, ако го немате Ахмети, нема ДУИ. Ја ова го тврдам. Без Ахмети е влен? Европски фронт. Нема Европски фронт. Тоа е ДУИ. Другото се сателити и инсталации на ДУИ кои што постојат во дите партии. Без одговор не се ни субјектите за кои се смета дека се дел од нечија орбита. Само што тие ги разграничуваат професијата од вокацијата. Ама, знаете што, може да биде добар доктор, ама знаете што,
даска е во политиката. И на крајот, за политичките хомодуплекси кои едно зборуваат кога се со едните, а друго кога се на спротивната страна. Сега излего дека Славенка Петровска е поголем генерал од мене. Се меша во област каде што прави штета, можеби ненамерно, но се сомневам дека не е намерно. Никому нема да му падне чинот. И онака е добиен без адекватно педигре. Намерно или не.